Иако е криза веќе подолго време, една работа кај нас не кризира. Тоа се концертите и клубските свирки на светските, подзаборавени и на балканските актуелни турбозвезди. Тоа е бил задњи концерт још кога сам ја био у постави Белог дугмета, тоа е било 89. године. Трудit ću se da napravim što bolje, a kad budem nešto napravio, sigurno ću doći ovde kod vas da promovišem to. Vi ste neverovatan narod, braće i sestre sa fantastičnim skladom, narod sa božanstvenom harmonijom, nestvarno ste talentovani, imate divnu zemlju, ovo nije laskanje, ovo je istina. Во студиото 83 Ланчо Пашазотов разговара со една голема светска звезда, чиј концерт вечерва се очекува да ја крене на нозе Македонија. Одиме со интервјуто. Лека ноќ од мене во пресрет на мега спектакуларниот концерт. Разговараме со еден од најпопуларните музичари на сите времиња, кој ќе не одважи со неговиот настап нас обичните граѓани. Како ви се допаѓа нашата земја? Многу ја сакам ваша земја. Македонска публика е најдобрата публика на свет. Сите се музикални и се надам дека ќе имаме добра забава вечерва. Ама чекајте малце, од кај знаете публиката кога вие концертот не сте ни го одржале, вечер е концертот? Македонска публика е најдобрата публика во светот. Сите се музикални и се надам дека ќе имамо одлична забава вечерва. Како што се каже, ако идеш у Босна, немој да играш. Ако идеш у Србија, немој да пееш. Ако идеш у Македонија, немој ни да пееш, ни да играш. Добро, колку време постои вашиот бенд? Постоиме од 1949 година. Имамо два хит албума од 1950 и 1955 година. И после бенд се распада. И после толку време вие доаѓате сега да одржите концерт. Сега мислите дека е правото време? Сега и кој знае када. Добро, а што ќе изведувате вечерва? Имате некој понов материјал или сепак ќе се држите за тој од 1950? Па може да се каже да е релативно нов, 15-20 година и плюс е прилагоđен за млада публика. Ќе има трубачи, мандолини, хор и све што млади сакаат. И се надам ќе буде добра журка. Добро. Дали може да ни отсвирите нешто за да можат гледачите да слушнат, да сватат што ќе се дешава од прилика вечер? Јас би отсвирел, ама матрица заборавив дома. Добро, во ред. Завршуваме. Ви благодарам. Ама да им порачам нешто на гледачи? Не, јас сега тебе ќе ти порачам едно такси. Викни му такси. Ќе ти порачам и можеш да бркаш работа слободно.